Во емисија на NBC Доналд Трамп повторно ги спореди Обама и Путин. И овој пат тој потенцираше дека одлично би се согласувал со рускиот председател доколку влезе во Белата куќа. If he says great things about me, I'm going to say great things about him. I've already said he is really very much of a leader. I mean, you can say, oh, isn't that a terrible thing? He called him, the man has very strong control over a country. Now, it's a very different system, and I don't happen to like the system. But certainly in that system, he's been a leader far more than our president has been a leader. Блиска средба меѓу руски и американски воен авион над Црното море. Пентагон тврди дека руски Сухој пресретнал американски извидувачки авион, а маневрот на русинот бил непрофесионален и небезбеден. Руското министерство за одбрана одговори дека американскиот авион на 2 пати се обидел да се приближи до границата на Русија на Црното море, при што неговиот уред за идентификација бил исклучен. Долг е патот до договорот за Сирија, порача денеска американскиот секретар за одбрана. Непосредно пред состанокот на Лавров и Кери во Женева, Еш Картер истакна дека Вашингтон е подготвен да преговара со Москва, но прво е потребно да се воспостави прекин на огнот на теренот. Во меѓувреме турскиот председател Ердоган изрази подготвеност воено да им помогне на американските сили за да го ослободат сирискиот град Рака од рацете на ИСИС.